Денеска е Тодорова сабота. Православните христијани го слават Свети Теодор Тирон. Денес е сабота, кај народот позната како Тодорова сабота. Иако Свети Теодор Тирон се празнува на 17 февруари, сепак во чест и спомен на неговото чудно јавување се празнува и денес како Тодорова сабота. Ова се случило вака. Нечестивиот цар Јулијан Отпадник, внук на царот Константин и современик на Свети Василий Велики, кој отпаднал од верата и на секој начин почнал да ги мачи христијаните, но кога видел дека не може со жестоки маки да ги одврати од христијанството, да ги приклони кон идолопоклонство, тој почнал на таен начин да ги исмева, да ги онеправдува и дури знаејќи дека во првата недела од Великиот пост, тогаш христијаните најмногу се очистуваат, најмногу се молат на Бога, најмногу се воздржуваат од се и се подготвуваат за воскресението Христово, тој наредил на пазарите да се тргне храната што вообичаено се продава, но да се стави храна попрскана со идолска крв. Но Христос, кој се гледа и се знае и сите зли намери на мачителите ги поништува, го испратил Свети Теодор Тирон при Евдокси, патриархот Цариградски, кој не на сон, туку најаве му дошол кај него и му рекол да го собере стадото Христово и да му каже да не излегува на пазар и да не купува од храната во сабота, бидејќи таа храна е попрскана со крвта од идолските жртви. Патриархот го прашал Свети Теодор Тирон кој е тој, тој му објаснил дека тој свети маченик Теодор, и кога го прашал што да јадат тие што не можат што немаат дома храна, мора да купат на пазар, тој им рекол тие што не можат да купат ништо од пазарот, нека варат дома пченица или тоест нека направат коливо. Тој му рекол дека кај нив варената пченица се нарекува коливо. И така овој го собрал патриархот своето стадо, ги известил за чудната јавување што го имал, и така народот ја осуетил со Божја промисла и благодат, со помошта на Свети Теодор Тирон била осуетена желбата на отстапниот и богоборечки цар Јулијан, и така народот останал неосквернет, но сите дома свариле коливо и така го поминале денот. Кога видел царот дека не му успева ова подлост, тој пак наредил на пазарите да се врати во обичаената храна. Во чест и спомен на ова чудо, народот тогаш, па до ден денес го востановил и црквата овој празник, за да не заборавиме какво чудо прават светителите и Христос, за да не чуваат во текот на великите пости од сите лукавштини. И ние треба постојано да се молиме и да усилно, колку можеме повеќе, со поусилни молитви, со добри дела, да го продолжиме постот не само во недела, но и до крајот на постот до воскресението Христово.